Здраво, дички! Добродојдовте во уште едно питачно издание на Дома со Леа. Денес сакам да разговарам за една малку пофилозофска тема, за едно присутно прашање кое што се јавува во моментот кога првпат ќе го фатиме во раце нашето новородено. Веројатно ќе напрати цел живот, односно години од сега кога нашите деца ќе бидат возрастни, кога ќе ги наблюдуваме како решаваат за работите во нивниот живот. Станува збор за прашањето дали сум добра мајка. Се јавува при секој подој, при секоја смената пелена, при секоја гребаница или негодување, секоја болка која што изразува малото. Подоцна се јавува при секоја одбиена порција храна, при секоја допуштено чоколадце или бомбонче, при секоја кажување не за нешто што детето нели многу го сака. Прашањето дали сум добра мајка е најгласно во нашите глави кога детето плаче и знаете дека треба да го игнорирате за да не манипулира со вас, или кога треба да му кажете не за нешто што знаете дека ќе повреди неговите чувства или неговите моментални потреби. Посебно е гласно кога ја бараме во себе грешката додека бдееме над некој здравствен проблем на детето и мислиме дека има некоја постапка што доколку сме ја направиле поинаку ќе придонела кон превенција на здравието или на моменталното страдање. Уште поинтересно е што тоа е прашањето што другите не се срамат да ви го постават директно и отворено секој пат кога, например, ќе објавите слика со вас и детето и ќе ставите стикер на ликот на детето затоа што сакате да го заштитите од социјалните мрежи. Но исто така и кога ќе објавите податок кој што еднакво ве засега и вас и детето, а е во контекст на некоја ваша придобивка или лична агенда. Секоја од нас различно се случува со ова прашање, меѓутоа одговорите воглавно се во два универзални правци. Ако одговориме веднаш директно со да на прашањето дали сум добра мајка, веднаш одново се поставува истото прашање. Дали е добра мајка личноста која што без размислување може да одговори самоуверено да на ова прашање? Ако пак одговориме со не, стануваме огорчени и се затвораме во еден мазохистички круг од кој тешко има излез, а тоа на долг рок не прави навистина полоши родители. Јас лично кон ова прашање имам многу стоички пристап. Поаѓам од догмата дека многу малку можеме да влијаеме на одговорот на прашањето кога, на кој начин и на кого точно ќе му станеме родители. Така што во таа игра на случајности верувам дека сме ослободени од добар дел од одговорноста за метафизичките аспекти на нашето денешно прашање и тоа не насочува на никој начин кон секојдневните, односно земните и практичните аспекти на истото прашање. Едноставно поаѓам од самите факти кои што се веќе дадени. Јас сум мајка на ова дете. Јас сум одговорна за ова и ова. Мојата намера е ваква и ваква. Јас ќе го превземам ова и ова со сета одговорност што доаѓа со тоа во контекст на таа намера и тоа ќе го спроведам на овој и овој начин кој што во моментот ми одговара мене, одговара со околностите на околината, одговара на детето. Реалноста е многу покомплексна од обичен едноставен одговор со да или не. Реалноста е дека сме најдобрите родители што можат да ги имаат нашите деца, затоа што сме единствените родители што нашите деца веќе ги имаат, нели? И со тоа сме во функција која што најдобро можеме да извршуваме ние самите лично. Никој не може да биде подобар родител на нашето дете од нас. Од друга страна пак, по земање предвид на оваа констатација, колку добри родители ќе бидеме понатаму, зависи од тоа колку сме ние добри како луѓе, односно колку можеме лично да се подобриме во текот на целиот процес на родителството. Што треба да подобриме кај себе и како ќе го подобриме тоа? Тоа е веќе многу индивидуално прашање за секој од нас, односно на секој му требаат различни правци на развој, има различни услови и лична позадина со кој што нели треба да продолжи понатаму, така што тоа е веќе прашање и тема за многу дебати и разговори од тука натаму. Се надевам дека мојот пристап некако резонира со вас и дека можеби ќе ви се најде во некои моменти кога сте критични кон себе. Кажете ми колку често вие си го поставувате прашањето дали сум добра мајка
и на кој начин лесно и брзо си одговарате без да поминувате многу непроспани ноќи над размислувајќи на оваа тема. Ви благодарам многу на вниманието. Се гледаме повторно следниот петок. Чао!